Добар ден, ова е вториот дневник на Еден телевизија. Што ќе гледаме во овој блок на вести? Голем број на владини и невладини организации го одбележаа Денот на здравството. Турската амбасада ќе гради школа во Висока Мала во општина Василево. Агенциите за недвижности бараат законска регулатива која би обезбедила правна заштита за нив и за граѓаните. Средното општинско училиште Димитар Влахов го одбележа Интернационалниот ден на здравјето со бесплатни прегледи и парентерални препарати подготвени од вештите радце на фармацевтите. Ова акција се одвиваше во просториите на училиштето, а во попладневните часови и во просториите на трговскиот центар Глобал. Деталите ги гледаме во продолжение. По повод одбележувањето на Интернационалниот ден на здравјето 7 април, Средното општинско училиште Димитар Влахов организираше акција во која учество земаа средношколците од трите медицински смера. Денес е Светски ден на здравјето. По тој повод нашето училиште со Димитар Влахов ја изведува традиционално ова акција 6-та година поред. Затоа нашите професори заедно со учениците организираа акција во училиште. Во попладневните часови ќе бидеме во трговскиот центар Глобал, каде што ќе ги покануваме сите наши сограѓани да дојдат и да земат учество и на тој начин да дадеме едно значење на овој Светски ден на здравјето. Тие организираа превентивни бесплатни прегледи, преку кои го испитуваа нивото на шеќер во крвта, како и откривање на висок крвен притисок, кои настануваат како резултат на брзото темпо на живот, секојдневните стресови и лошата исхрана. Освен тоа, средношколците во текот на годината изготвија и парентерални препарати кои ги презентираа на денешната акција. Здрава и безбедна храна, точно од денешното време поради внесувањето на поголеми количини на шеќери во организамот и доведува до појавување на нова модерна болест или диабетес и поради тоа имаме ние превентивни бесплатни прегледи за рано откривање на шеќерната болест. Освен откривањето на хипергликемијата, имаме и превентивни бесплатни прегледи за откривање на рана хипертензија, која што представува предизвикувач на мозочни удари, други апоплексии од церебри и други болести модерни за денешното време. Нашите фармацевти во текот на годината изготвија повеќе препарати, парентерални препарати, кои што ќе ги презентираат денес. Изготвија неколку масти и креми кои што се на природна база. Тоа се невеновите креми, креми од камилица, кои исто така павличева крема, кои што денеска ќе ги дадат, ќе ги презентираат пред граѓаните на општина Струмица и ќе дадат по неколку бесплатни примероци, како и чајни смеси кои што имаат позитивно дејство врз здравјето. Овој ден се одбележува во многу земји во светот се со цел да се подигне свеста за грижата на сопственото здравје и да се промовира здравата исхрана. Унијата на жени на ВМРО ДПМН во насока на одбележување на Денот на здравството 7 април организира активност наречена да ги негуваме рацете кои не одгледаа. Активноста е наменета за возрастни лица кои имаат потреба од превентивни или контролни прегледи и вклучува стручно информирање и советување, како и мерење шеќер во крвта, а се реализираше на градскиот плоштад во Струмица во периодот од 10 до 14 часот. Активноста е поддржана од Сдруженијето Граѓаните пред се, кое се вклучи во обезбедување на дел од потребните ресурси. Ова акција го организира Унија на жени на ВМРО ДПМН по Светскиот ден на здравството, мерење крвен притисок, холестерол во крвта, шеќер во крвта. Досега добро се одвива акцијата и луѓето се презадоволни акцијата. Не ги спречува да излегуваат, затоа што здравјето им е побитно. Почесто да се организира ваква акција, не само еднаш во годината, повеќе пати во годината да има ваква акција. Средното општинско училиште Димитар Влахов во соработка со Младински совет го одбележи Интернационалниот ден на здравјето преку хуманитарната акција упатена до болните лица во Невропсихијатрискиот центар во Струмица.
Тие подготвија здрава храна се со цел да им го разубават денот, но и да ја подигнат свеста за здравието и негата на овие луѓе. Деталите ги слушаме во продолжение. Ние учениците од Средното општинско училиште Димитар Влахов по повод Денот на здравството, односно 7 април, во соработка со Младинскиот совет од општина Струмица, креиравме една акција. Нашата акција се состои во изработка на пакети со здрава храна, кои ќе им ги поделиме на болните лица од Невропсихијатрискиот центар. Со сето ова, ние сакаме да им го разубавиме денот на овие лица, а да го одбележиме и Денот на здравството. Менаџерскиот тим на Фондот за здравствено осигурување во посета на Струмица најавија дека на 9 април ќе почнат отворените денови во подрачните единици низ Македонија, со цел поголема транспарентност во работата. Освен тоа, функционира и бесплатната телефонска линија на која осигурениците може да пријават проблеми, да дадат критика или сугестија за работењето на ова институција, кои што ќе почнат да се спроведуваат од 9 април четврток и секој нареден четврток во периодот од 10 до 15 часот до крај на месец јуни. Идејата е осигурениците да може да дојдат во просториите на подрачните служби на Фондот за здравство и да се запознаат со работата на Фондот за здравство, да се запознаат со нивните права кои што произлегуваат од Законот за здравствено осигурување, да представат одреден проблем кој што го имаат, а нашите служби ќе видат на соодветно високо ниво да одговорат на сите нивни прашања и да се обидат да го решат секој нивни проблем кој што може да го имаат. Ова е случај затоа што ние постоиме токму за осигурениците и нивните права ни се и наш приоритет. Би сакал да кажам дека оваа пракса очекуваме да донесе нови идеи за работа на Фондот за здравство, бидејќи со самото доаѓање и отварање на Фондот за здравство за сите осигуреници и сите граѓани на Република Македонија, очекуваме покрај нивните поплаки сепак да достават и некои идеи или предлог решенија за некои проблеми со кои што се соочуваат, а тие нивни идеи и предлог решенија да бидат земени во предвид и да подобриме некои од процесите кои што во моментов ги спроведува Фондот за здравство. Исто така би сакал да најавам дека нашата транспарентност оди дотаму што ние имаме отворено и телефонска линија на која што во текот на целиот ден осигурениците од цела Македонија може да се јават. Таа линија е достапна. Ние даваме совети, стручна помош и се разбира ги евидентираме проблемите кои што осигурениците ни ги пренесуваат и може директно да влијаеме за нивно решение. Ова е бесплатна телефонска линија и би сакал во оваа прилика да ја кажам, тоа е бројот 0800 33 222, која што работи во периодот од 8:30 часот сабајле до 20 часот на вечер. Представници на општинската администрација и Советот на општина Струмица, а во рамките на проектот за промоција на родово одговорни политики, учествуваат на дводневната обука, која што се одржува во Струга, информираат од општина Струмица. Обуката која организира канцеларијата на UN Lumen се фокусира на главните концепти за родово одговорно буџетирање, алатките и нивната примена во процесите на планирање на буџетирање на локално ниво. Струмица е меѓу 10 пилот општини во кои се реализира овој проект. Продолжуваме понатаму. Црвен крст на Струмица е општинска организација која е доброволна, масовна и независна хуманитарна организација на граѓаните. Во Црвен крст во Струмица волонтираат над 70 млади волонтери, од кои секојдневно се активни и работат на проекти. Повеќе детали од Миланова. Околу 70 млади волонтираат во Црвениот крст во Струмица. Од нив околу 25 секојдневно волонтираат и се активни учесници во скоро сите активности кои ги спроведува општинската организација на Црвениот крст. Секој кој сака да им помогне на оние на кои што им е најпотребно, може да ги посетат просториите на Црвениот крст, кои се отворени секој работен ден, вели Јанев. Црвениот крст Струмица има навистина голем број на волонтери, но од нив, од младите имаме околу 70 волонтери, но навистина активни, што се вели секојдневно се тука 20 до 30. Имаме и возрастни волонтери, значи над 25 години, имаме веќе и некои што се пензионери волонтери, тоа се некаде околу 25 лица, кои што учествуваат исто така и во телата, комисиите на Црвениот крст.
Според Јанев, младите најчесто од искуствата на постоечките членови и моабетите помеѓу нив, сакаат и тие да станаат членови на оваа општинска организација. Самите млади, веќе сегашните членови, сегашните волонтери на Црвениот крст, времето што го поминуваат тука, гледат дека навистина е поучно како пред се, а потоа и имаме дел кој што го нарекуваме забавен дел, и тие самите меѓу себе, кога ќе се расшири, би кажели муабетот, кога ќе се пофалат дека направиле нешто добро во Црвениот крст, самите веќе нивните другарчиња, а потоа и сокласници или од друго училиште, кога ќе дознаат, сами доаѓаат во Црвениот крст. Ова година Црвениот крст на Македонија одбележа јубилеј од 70 години постоење. Висока турска делегација предводена од амбасадорот во Македонија, Омур Солендил, во посета на општините од регионот. Во Висока Мала во општина Василево најавија неколку капитални инвестиции. Деталите ги има Катерина Давчева. Летово ќе почне изградбата на ново училиште во Висока Мала, општина Василево. Ова денеска го најави високата турска делегација предводена од амбасадорот во Македонија Омур Солендил, кој денеска го посети ова село. Парите за училиштето се обезбедени преку владината агенција ТИКА. Ben bugün Doğu Makedonya'daki знаеме дека помеѓу Република Турција и Република Македонија имаме братски и пријателски односи. Ние овие односи сакаме да ги воздигнеме на повисоко ниво во сите сфери. Во склоп на ова ние сме тука, денес сме на терен, за да увидиме што може да направиме со заеднички сили, нови проекти, нови активности со локалните самоуправи. Градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов вели дека се задоволни од досегашната соработка меѓу Македонија и Турција. И досега ТИКА била партнер на локалните власти за подобрување на квалитетот на живот на жителите од турска националност. Меѓутоа, нашата соработка вроди и уште со еден плод. Денес веќе е најавено и од самиот координатор на ТИКА дека овде во општина Василево, односно во Висока Мала, во летниот период по завршувањето на школската година ќе отпочнеме и со изградба на едно ново училиште со цел осовременување на условите за учење на сите деца и сите деца би биле равноправни. Од турската агенција ТИКА велат дека и во 2015 година имаат проекти поврзани со инфраструктурата, образованието, но и земјоделството. 2015 година само за овој регион, Струмичкиот, Валандовскиот регион и Василево, имавме проект за развој на раноградинарски производи портфолија, што се? Значи на 60 избрани фамилии се поделени комплетна опрема за раноградинарство. Пешниот проект за поделба на 60 фамилии, сега ова се развива нов проект кој што ќе опфати негде околу 500 фамилии, 72 села од Источна Македонија. Турската делегација денеска ги посетува и селата со претежно турско население и во општина Валандово. Агенциите за недвижности бараат регулатива која би обезбедила правна заштита за нив и за граѓаните. Нивните искуства во работата покажуваат дека има измами и за двете страни. Најчесто во помалите градови ваквите агенции често се измамувани од клиентите, кои само добиваат информации од агентите за продажба, а при тоа не се склучува договор за купопродажба. Агенциите за недвижности бараат лиценцирање. Законската рамка би обезбедила правна заштита и за нив и за граѓаните. Така измамените купувачи, сивите продавачи и продавачите кои останале без заработка ќе заминат во минатото, велат од агенциите. Нивните досегашни искуства зборуваат за случаи кога граѓаните се измамени од некои агенции или поединци, но има и случаи кога клиенти ги користат услугите на агенцијата само за да ја добијат потребната информација или услуга. Сите ние агенциите се трудиме да дојдеме до како еден вид лиценца која што би ни подпомогнала и би не заштитила во тие случаеви, например, кога се работи за продажба, бидејќи граѓаните го злоупотребуваат тоа и едноставно само ги користат нашите услуги и ние не добиваме ништо за возврат на тоа. Секако тука и државата, например, губи многу, што би можела да кажем кога веќе една обична колонијална продавница плаќа данок за се и сите тие работи се внесени како да треба да плати за тоа што го заработува, а во нашиот случај не е така.
Измама од клиентите особено имаат агенциите за недвижности кои функционираат во помалите градови. Тие велат дека сакаат да се забрза постапката за воведување ваква законска рамка на пазарот, со која ќе се определат условите за вршење на дејноста, правата и обврските на агенциите и другите учесници. Доколку веќе ние продаваме одредена куќа или стан или било што, дојде клиент, ние како мал град секако, Струмица се знаеме сите кои, улиците ги знаеме кои каде се, добие информација од нас како агенција, сам си ја бара куќата, си ја купе, си заврши работа, например, а ние веќе тука немаме ништо. Значи, доколку би имале таа лиценца, нема потреба, например, да се грижиме за тоа дека ќе бидеме изиграни од страна на купувачите. Секако има исклучоци кои што не го злоупотребуваат тоа, но повеќето од граѓаните го злоупотребуваат и тоа доста. Од агенциите за недвижности нагласуваат дека ваквиот закон во Хрватска е добар, бидејќи остава простор за создавање лојална конкуренција, што е неопходно за развој во областа. Се обезбедува банкарска гаранција, која би се искористила за обештетување на евентуално измамените клиенти или доверители. Денес во просториите на општина Босилово, работната група составена од општинските администрации на Струмичкиот микрорегион, представници од невладиниот сектор и бизнис секторот, одржа состанок и беше дискутирано на две теми. Изјавата од градоначалникот на општина Босилово. Денес во општина Босилово има состанок членови од администрацијата на 4 општини од нашиот регион, со цел формирање на лагови, односно локални акциони групи. Во моментов тие лагови треба да се формираат, да бидат регистрирани и бенефитот од нив ќе биде што во првичниот почеток, работата со нив ќе допринесе до изградување, односно зголемување на капацитетот на локалните администрации во врска со користењето на средства од сите фондови кои сега во моментов и во иднина ќе и бидат достапни на локалните самоуправи кои се рурални, се работи за руралните средини, а кои средства ќе се добиваат од европските фондови преку ИПА и ИПАРТ програмите. Струмица е регион во кој граѓаните претежно живеат од земјоделство. Меѓутоа, младите се поретко се одлучуваат да се занимаваат со оваа дејност. Тешката физичка работа, слабиот финансиски прилив и временските непогоди во последните години се дел од причините кои доведоа до намалување на бројот на млади земјоделци. Младите во Струмичко се помалку заинтересирани за земјоделска дејност. Колкав е бројот на млади кои се занимаваат со оваа гранка не е точно утврден, но очигледно е дека помладите генерации повеќе сакаат да студираат, да работат во администрација или да одат во поразвиените земји, отколку да работат на ниви или да одгледуваат стока. Временските неприлики во последниве години дополнително придонесуваат за намалување на бројот на млади фармери. Земјоделието е многу макотрпна работа, па затоа треба и да биде добро платена. Овие неколку години беше солидно, но сепак земјоделието се одвива, целосниот дел е, можем со сигурност да речеме, дел на природата, мал дел одигрува и човекот, но природните услови оваа година не беа на наша страна, па затоа многу ќе има демотивација кај младите луѓе кога гледаат дека растенијата и самите култури што ги посадиле, што финансирале големи средства за уложување и подигување на тие насади, сега се веќе пропаднени, некаде скрос уништени, па затоа тоа е и главната причина што некои се решуваат да одат во странство. Земјоделците досега на неколку наврати се жалеа за ниските откупни цени и штети од невреме. Откупувачите велат дека проблемите треба да се надминат со мотивирање на младите да се занимаваат со земјоделство и со издигнување на јавната свест дека тоа е дејност од која можат да заработат. Сдруженијето на откупувачи, пакувачи и извозници од Република Македонија, тоа е со Струмица, имаше многу добар програм. Програмот е во заемна соработка со владата на Република Македонија. Имаме многу поволни услови, само ќе мора да се направи една реорганизација во тоа здружение и имаме неколку предлози
кои можат успешно да функционираат во Република Македонија и да ги мотивираме, прилично добро да ги мотивираме новите млади земјоделци. Апелирам до младите безусловно да останат во Република Македонија, да се трудат нешто ново, иновативно да направат. Еве, има место, има простор да седнеме да се поразговарат, да се направат програми за наредните 5 и 10 години. Земјоделството е гранка која треба да биде прифатена се повеќе од младите, кои можат со примена на нови технологии, механизации и маркетинг вештини да станат успешни предприемачи во аграрот. Врнежите од дожд продолжуваат и во наредните неколку дена. Поради заладување од север, во вечерните часови врнежите од дожд ќе преминат во снег, но за Великден не очекува сонце. Ивана Вангелова. Врнежливото време во овие пролетни денови продолжува. Од УХМР најавуваат дека во Македонија и денеска ќе биде облачно со врнежи од дожд, а на планините со врнежи од снег. Поради заладувањето од север, во вечерните часови врнежите од дожд ќе преминат во снег и на пониските места во западните и северните делови. Во Струмичкиот регион, во ноќните часови и се очекува врнежи да бидат од дожд, а во поширокиот регион, на повисоките места и планините во овој регион, врнежите ќе бидат од снег. Највисоката температура на воздухот денеска за Струмица се очекува да достигне до 8 степен Целзиус. Во среда синоптичарите најавуваат дека врнежите ќе бидат претежно од снег со слаб до умерен интензитет, поради што на планините ќе има натамошно зголемување на снежната покривка. Веќе од четврток следува период на стабилно време со ниски утрински температури, а дневните ќе бележат значителен пораст. И во Струмичкиот регион во наредните денови од четврток и за време на великденските празници ќе преовладува сончево време и потопло. За великденските празници од УХМР најавуваат значителен пораст на температурите. Ова е дневникот на Еден телевизија. Да ги погледнеме вестите од Македонија и регионот. Ако познаник, пријател или роднина досега можел да ви купи половен автомобил од странство, со предложените законски измени оваа практика ќе се намали. Секој поединец кој не поседува фирма, плат за автомобили и регистрирана дејност нема да може да увезе повеќе од 2 автомобила во годината. За само неколку месеци владата прави 3 законски измени кои се однесуваат на автомобили. Место до февруари 2016 година, увозот на автомобили со тип на мотор Еуро 2 се укина овој декември, а во изминатите 5 години во земјава влегле скоро 200.000 возила со тип на мотор постар од 15 години. Сега во насока на поголема заштита и безбедност и заштита на животната средина се носат нови правила за регистрација и хомологација на возилата. Новата граѓанска иницијатива "Ке дишиме или ке издишиме", која се формираше на 30 мај, соопштува дека по бројните протести во Тетово, Скопје и во Битола за основното човеково право за чист воздух било одлучено 3 граѓански иницијативи заеднички да настапат со своите активности. Се одлучивме за единство. Ние граѓаните на Скопје со поддршка на Еко Герила од Тетово и од За нас се работи од Битола, јавно ги повикуваме да ни се приклучат сите граѓани кои имаат проблеми со респираторниот систем. Јавно ги повикуваме здруженијата во кои тие членуваат. Јавно ги повикуваме сите екоздруженија и организации, сите мајки чии дечиња секојдневно предстојуваат на клиниките за белодробни болести, пулмологија и алергологија и последно, но не и најнебитно, ги повикуваме сите свесни граѓани и општествени чинители со своите семејства да ни се приклучат во организирање на марш за животот под мотото "Ке дишиме или ке издишиме", се наведува во соопштението. Турските власти денеска го блокираа пристапот до социјалните мрежи Twitter и Facebook, како и до YouTube, поради објавување на снимки на обвинителот кој беше киднапиран од терористи во Истанбул минатата недела. Обвинителот Мехмет Сели Кирас на 31 март беше киднапиран од двајца членови на левичарската група, Револуционерна партија и Фронт за народно ослободување. Во операцијата на турската полиција за ослободување на Кирас, убиени се двајцата киднапери, а обвинителот беше повреден. Тој другиот ден почина во болница. Војската на Србија ќе учествува на парадата на победниците на повик на министерот за одбрана на Руската Федерација Сергеј Шојгу.
Председателот на Република Србија Томислав Николич донел одлука за учествување припадниците на војската на Србија на парадата по повод одбележувањето на Денот на победата на Црвениот плоштад во Москва 9 мај 2015 година. Од Министерството за одбрана на Србија денес се соопштено дека председателот на Србија таа одлука ја донел во склад со своите надлежности, а на основа на Уставот на Република Србија, Законот за одбрана, Законот за војска на Србија и правилата на служба на војската на Србија. Завршуваме со вториот дневник на Еден телевизија. Останете со нашата програма, пријатно попладне.